Денеска е светскиот ден на наставниците, вторите родители на децата. Наставниците се водечка светлина за учениците. Тие им го покажуваат вистинскиот пат во животот и им помагаат да откријат и многу повеќе за себе. Мојот животен пат го поминав како наставник, иако моите родители ме запишаа нешто сосема друго, тие сакаа да бидам медицинска сестра. Кога од дете имате некоја желба, јас на вистина сум пресреќна, затоа што во образованието прво себе се пронајдов како добар предавач, се пронајдов како добар учител, се пронајдов како добар родител на децата. На часовите бев строга, давав знаење, на одморите бев блага, пријател бев со нив, бев родител. Знаев да ги мотивирам со награди, да ги мотивирам на конкурси да учествуваат, секогаш бев во служба на мојата професија. Да се биде наставник, професор, учител, воспитувач е можеби најблагородната, најубавата, но во исто време и најодговорната професија. Поголем дел од моите ученици ги паметам и оној лик, детски лик пред мене секогаш излегува. Знам точно кој дете каде седеше, кој дете какви проблеми имаше. Денеска имам новинари, имам правници, имам лекари од моите ученици, имам адвокати, музичари. Еден од моите ученици познат, Дино Имери, знаев уште од мал дека ќе биде музичар. Еве една моја ученичка Весна Куксанови, таа го водеше цело оделение. Знаев дека таа ќе биде новинар, имам неколку мои ученици што се наставници. Контактирам со нив, тие ме прашувале за совети. Така да и ден денеска сум во контакт со многу мои ученици. Во минатото, родителите своите деца ги препуштаа на наставниците, бидејќи премногу им веруваа. Додека родителите денеска живеат подинамичен живот, но од друга страна па сакат да бидат вклучени во целиот образовен систем, сакат да ги следат сите наставни програми, сите случувања, сакат да бидат информирани за своите деца и една грешка што е прават, а тоа е нереално согледување на способностите на своите деца. Кога се зборува за платите на наставниците, и во минатото и денеска, тие се под просекот на една држава. Еден наставник, ако има просечна плата, многу тешко може да опстои со едно 4-члено семејство. Ако пак двајцата сопружници се во образование, тогаш на вистина е многу тешко. Можеби само храната би можеле месечно за едно 4-члено семејство со платата на наставникот да се покрие. Ама не е само животот во храна. Животот каде е облеката за децата, каде се книгите, каде е плаќањето за образовните потреби. Мојот работен век го заврши со 40 години стаж во образование. Наставникот имаше можеби помалку додатни активности, а повеќе беше посветен на значењето на учењето и на знаењето, воедно на воспитувањето. Додека денес наставниците имаат преголеми работни задачи во наставни активности, електронски дневници, постигнување на учениците, се помалку време останува за она најважното да се посветат на образовно-воспитниот процес.